Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 и нешто минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерот, почитувани гледачи, ќе може да помините две добри, ама баш добри интервјуа. Првото со Стефче Екимовски на тема дали ќе биде пуковник или ќе биде покојник на локалните избори, и второто со Андри Петров, генералниот секретар на СДСМ, на тема дали може да се очекува растурање на СДСМ после бојкотот на изборите. Кандидатурата на Стефче Екимовски на локалните избори во неделата направи еден вистински земјотрес на македонската политичка сцена, бидејќи на тој начин член на највисоката хиерархија на СДСМ и на здружената опозиција го прекрши бојкотот на изборите кој беше заговаран изминатите 2 месеци од страна на таа здружена опозиција. После таа одлука на Стефче Екимовски, тој ќе биде или покојник или пуковник на овие избори, следува 20-минутно интервју, баш жешко интервју со Стефче Екимовски. Интересна е приказната, почитувани гледачи, што се случува во саботата на 16 февруари или денот кога е последниот рок за пријавување на градоначалниците или на советничките листи за локалните избори. Тој 16 февруари најголемо стравување во редот на СДСМ постои што ќе прави Иван Величковски или председателот на ЛП партијата, бидејќи во изминатите неколку дена давал одредени индикации дека можеби ќе се одлучи на прекршување на бојкотот на изборите. Меѓутоа никој не се сомневал дека тоа може да го направи Стефче Екимовски. Во текот на саботата, некаде околу попладневните часови, доаѓаат одредени информации до врвот на СДСМ дека Стефче Екимовски во тајност ги подготвува листите и документите за свое кандидирање на локалните избори. Некаде во попладневните часови 3 пати Бранко Цренковски се обидува на мобилен телефон да го добие Стефче Екимовски, му испраќа една SMS порака и на тие пораки воопшто не е вратено. На крајот се дознава дека листите се прават во канцелариите или во просториите на фирмата Машино Промет од страна на Драгиша Милетич. Господинот Горан Минчев, кој е пратеник, еден од најблиските соработници на Бранко Цренковски, оди во Машино Промет и на лице место го наоѓа господинот Драгиша Милетич како ги составува советничките листи и како ја подготвува целата таа документација за кандидирање на Стефче Екимовски. Заедно со Драгиша Милетич одат во Рамстор или во кафичот Стејч, кој е кафич на Горан Минчев, и тамо се среќаат со Бранко Цренковски. Дури потоа преку мобилниот телефон на Драгиша Милетич, Бранко Цренковски стапува комуникација со Стефче Екимовски и таа средба се одржува некаде околу 22 часот во саботата навечер. Дури на таа средба Стефче Екимовски се уште не кажува дека ќе се кандидира за градоначалник на општина Карпош, заминува и подосна 1 минута до 12 е поднесо целата документација. Кога Стефче Екимовски стана сестра Стефка? Јас не знам за таква работа. Сега по социјалните мрежи велат Стефче Екимовски стана сестра Стефка, правејќи алузија на предавството на Љубе Бошковски кон ВМРО ДПМН. Вие тоа сте го направиле кон СДСМ. Мојата совест е чиста како солза. Тоа што одлучи да идам на овие избори, сметам дека е апсолутно исправно и кој што сака може да пишува и колку сака може да пишува, воопште не ми е апсолутно не ми е грижа, затоа што сметам дека сега се прави една инверзија. Наместо да се бара одговорност од оној што не отиде на избори, се обидуваат да барат одговорност од оној што отишол на избори. И затоа сметам дека подготвен сум секакви навреди што ќе ги пишува, што ќе ги кажува, да ги издржам по името на граѓаните на Карпош. Вие сте роден во Подржи. Затоа сум платен. Практично и да бидам најмногу плукан овде како прв човек на општина Карпош. Вие сте роден во Подржи конј, а сега станувате тројански конј на опозицијата. Со моето место на од каде сум роден, јас се гордеам. Тројански конј нити сум, нити ќе бидам. Јас го одбрав својот пат да се борам против оваа власт. Јас и натаму не го поддржувам ова што го прави актуелната владеачка гарнитура околу демократијата, околу функционирањето на правната држава, околу слободата на медиумите, околу економските политики и така натаму. И натаму јас мислам дека ние имаме една заедничка борба со Социјалдемократскиот сојуз. Има една стара еврејска поговорка која вели дека ако еднаш направите една работа, тога се огромни шансите и втор пат да ја направите. Ако втор пат ја направите, тога се никакви шансите или се нула шансите дека нема да ја направите трет пат. И ако Бранко Цренковски преку Стефче Екимовски имаше влезено во процес на рушење на ЛДП некаде пред 3 или пред 4 години, тогаш логички беше се предпостави дека некој друг преку Стефче Екимовски ќе лезе во процес на рушење на СДСМ, и тоа се случи. Таа еврејска поговорка на вашиот пример се покажува како 1000% точна. Никој преку мене не влегол да го руши Социјалдемократскиот сојуз. И јас за ова изборна кампања само го слушав гласот на граѓаните. Членството се треба да бидете чесен. Во моментот кој стави Јагнула Куновска, веќе беше јасно дека на Сашо Мјалков и на Орце Камчев им одговара
Стево Екимовски да добие уште еден мандат. Зошто Саша Мијалков? Јас ниту... Па сите локации кои беа од нивни интерес, вие им ги дадовте во општина Карпош. Значи сите инвестиции кои тие ги праве во општина Карпош. Која е таа инвестиција што е направена? Па вие таму сите вие работи ги имате дадено, значи од трговски деловни центри, од болници, од вакви локации и така натаму. Значи тоа се постоечки згради и реконструкцијата на објектите, тоа си ми е без никакви проблеми, а иначе одобрението за да Систина биде болница го дава Министерство за здравство, не го дава општина Карпош. И се вела дека општина Карпош во ваш мандат должи 7 милиони евра и дека некаде фирми кои се блиски, се да не кажеме имињата, фирми кои се блиски на опозицијата, на НСДП, фирми кои се на луѓе кои биле кандидати за градоначалници на општина Кисела Вода во претходниот мандат и така натаму, им должите некаде 500 до 700 илјади евра, дека огромен долгот и дека поради стравот дека тој огромен долг може да ви направи одредени проблеми, вие сте се прифатиле да трчате за мандат и покрај цврстиот став на опозицијата дека ќе оди на бојкот. Значи апсолутно не е точно. Должи ли општина Карпош 7 милиони евра? Не е точно дека се такви долговите, значи кога доаѓа крајот на годината, најголемите ангажмани градежни на општината се кон крајот на годината и бидејќи плаќањата се на одложено плаќање, нормално дека дел од плаќањата се префрлуваат наредната година. Кампања проектот 10 милиони дупка ќе оставите во општината. И дека тоа е огромно. И дека стравот ке Стефче дека може биде апсен поради тие долгови бил многу голем и дека тоа е причината поради која сте влегли во тој пакет аранжман. Тоа е сосема погрешна теза. Ако нешто е извршено и ако нешто е направено, тоа стои во општината. Тоа не е однесено во джепи, не е однесено кај некој друг. Зошто би требало да биде прашање за плашење кај мене? Туку напротив, јас отворено сакам да прашам во ова изборна предизборие граѓанството, односно членството и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз беа за избори или беа против избори? Против избори беше само раководството, а цело членство е за избори. Кого да го слушам? Раководството или пак да го слушам членството? Извинете, ама раководството не може да биде друштво на аутисти. Да не го слуша гласот на своето членство. Не знам, вие бевте раководство на СДСМ. Да. Значи бевте прв човек на градска организација. Вие бевте носител на изборна листа во трета изборна единица. На таа изборна листа во трета изборна единица вие освоивте некаде 90.000 гласови, ако не се лажам 2011 година. Во општина Карапош освојувате некаде 15 до 18, 20 евентуално илјади на гласови. И вие ги занемарувате тие гласови, значи никој во таа трета изборна единица значи не е излаган избор. Значи градоначалници кои се со подолг стаж во СДСМ, Зоран Заев, ЦИЦ, АЦ Петровски. Зоран Заев ќе се прошета на избори, значи застануват на ставот. Значи тука не сте оно збор дали вие ги слушате или не ги слушате. Вие сте дел од раководството. Сте донели, сте гласале за таква одлука и на крај во минут до 12 ко глуша с некој таму ја пуштате низ вода таа одлука. Значи токму тука е проблемот. Кога беше изборната кампања во изборна единица број 3, можете ли да замислите какво е чувството да немате ниту еден градоначалник од автокоманда до Делчево? Значи, само изборна единица број 3 немаше никаде градоначалник и таму беше изгубивме со најголем резултат. Сега во ваква ситуација, од Крива Паланка до Охрид, од Шарпланина до Гевгелија, ние се откажуваме да нема никаков градоначалник. Извинете, ама локалната самоуправа е страшна логистика во изборните процеси. И секаде каде што имавме градоначалници си, ние секаде победивме. Тие си го дадоа свој преднесок. Еве да сте све во право. Значи, одлуката за бојкот е веќе 2 месеци. Значи имавте еден централен одбор некаде стардината на декември, па подоста имате уште еден централен одбор некаде крајот на декември. Значи имате 2 централни одбори кај што едногласно се носи одлуката дека ако не се прифатат предвремени парламентарни избори, ќе се бојкотираат локалните избори. Значи тоа не е од небо паднато. Значи таа одлука која е стара повеќе од 2 месеци. Вие сте дел на најтесното раководство на СДСМ. Долго време ве смета и како може наследник на Црвенковски така натаму и така натаму. Јас никогаш не сум имал амбиции за наследник на Црвенковски. Господин Екимовски, на тие 2 централни одбори вие не кажавте дека бојкот одлуката е лоша. Дали слушнавте дека на централниот одбор после половина час Стефче Екимовски го напуштил централниот одбор? Имаше такви во јавноста излегоа гласини дека Стефче Екимовски после половина час го напуштил централниот одбор. Што не поднесовте оставка тогаш? Зашто да поднесам оставка? Ако не се согласувате со одлука, ако не се согласувате, видите, одлука за бојкот е стратешка одлука. Значи одлука за бојкот не е работа која не знам се мачка на лепче ко паштет или ко маргина. Одлука за бојкот е сериозна одлука, стратегија на одредена групација, политичка партија и опозициона коалиција и таа одлука или ја прифаќате или не ја прифаќате. Вие што направивте у саботата сте се криеле ко глушец по канцеларите, не можеле да ве најдат господин Екимовски. А кој требаше да ме најде? Па тој може да кажам да ме кажете кој требаше да ме најде? Тој што ве постави за председател на градската организација, значи, извинете, меѓутоа
никој не смее членството да го манипулира. Никој не смее да ни кажува дека само што овие од Европа и од Америка не дошле и не го фатиле Груевски за гуша и дека во секој момент тој ќе попушти, ќе ги одложи изборите или ќе даде заедно парламентарни и локални избори заедно. Значи цело време се одеше со тактика да ако полека дојде тој 24:00 на 16 и практично никој да не поднесе кандидатури. Значи јас сум длабоко убеден зашто тие преговори се држеа далеку од очите и на јавноста и на партиското раководство. Значи цело време се обидуваше да се развлекува работата и да се дава све нови надежи како што сега се даваат. И сега се дава надеж дека ќе дојде некој од надвор и ќе ги поништи овие избори, односно ќе се оди на нови избори. Значи апсолутно доколку се излезеше се кажеше стоп, не се излегува на избори, тогаш ќе се случеше нешто сосема друго. Прво вие бевте договорен со Јанко Бачев. Да. Јас тој човек не го ни познав. Да, сте имале договор со Јанко. Не. Апсолутно не ви прифаќам. Значи господинот Јанко Бачев во живот го нема видено. Исто како овој во Росан, втората работа. Значи ги правите тајно листите во зградата, значи на Машинопромет, ги прави Милетич, значи во саботата. 3 пати ве бара Бранко Цренковски на мобилен телефон, еднаш ви праќа SMS порака и вие не се јавувате. Сакате ли да кажете прегледачите како се слушате со Бранко Цренковски? Дури од кога Милетич го носат во кафичот Стејч на Горан Минчев, преку телефонот на Милетич, ве побарува Милетич вас, вие кревате ваш телефон и тогаш со Бранко Цренковски се слушате и се среќавате во кафичот Стејч, а не во Сити Мол како што пишуваат медиумите. Зар тоа му личи на еден човек кој е фајтер, каратист, кој нели ги води најтешките битки со Груевски, кој глуше се криеле у саботата да не може да ве најда целен, па не ви личи, па не ви личи господине Кимовски. Вак, не им личи на оние што предадоа 400.000 следбеници на Социјалдемократскиот сојуз. И се предавникот кај судот, други за предавство. Да. Ма тоа одлука на највисок орган. Затоа орган. треба да оставиме да се судат граѓаните. Ке се судат граѓаните на Карпош, граѓаните мора да имаат право на избор. Нека извинат, ама граѓаните на Карпош ќе имаат избор. Тој избор ќе биде меѓу Јагнула и меѓу Стефче Јакимовски. Ако ме поддржуваат, ќе ме изберат. Ако не, ќе се поздравиме на 25 и завршена работа. И тука нема ништо страшно. Добро, вие сметате се дека не сте направиле големо предавство, дека не сте пуштиле цела опозиција низ вода, дека му било полесно на Зоран Заев во Струмица. Знаете се, вие тука се обидувате да се представите во херои, дека единствено вие сте имале храброст да се борите против ова власт. Не, ма вие предадовте на цела опција, сега да зборим отворено. Вие предавте 370 или 450.000 гласови. Значи требаше да бидете маж и да кажете пред 2 месеци и да кажете пред 2 месеци и да побарате конгрес. Тие 370-400.000 гласови се предадени од тие што не им дозволија да има право на избори, да се излезе на избори. А инаку што се однесува до моите колеги, тие си се одговорни пред своите сограѓани и нормално и пред својата партија. Политичка перверзија. И затоа јас сум одговорен и пред својата партија и таа ја одлучува да суди. Видите која е политичка перверзија. Нистата седница на која кревате рака за исклучување на Владо Бучковски, за исклучување на Виктор Цветановски, на Бузлевски, бидејќи не ги поштуваат актите на партијата, двајца од нив ода со советнички листи или со независни кандидатури за градоначалници, вие носите одлука за бојкот на изборите. Вие гласате за тоа и подоста после 2 месеци викате пупу не важи, тоа Стефче што гласал, тоа Стефче што гласал. Вие ги гледате само формалните страни од оваа работа. Значи договорот воопшто не бил така кога сме тргнале во тој процес на пријавување на бојкот на избори. Значи договорите беа сосема други. Сте ги изгласале, значи, на крајот сте ги избркале од партијата значи, и Бузлевски и Виктор Цветковски, бидејќи некој почеле да стават на партијата. Вие сте гласале за тоа, сте гласале на извршен, сте гласале на центарен одбор и на крај во минут до 12 и на крај во минут до 12 и вие го правите, мислам, многу непринципелно. Значи не ве, значи јас познат 12 години, значи ваква непринципелност од вас не очекувам. Господине Васко Ефтов, значи нонстоп стигаа лагите дека во секој момент само што не се одложили изборите, дека во секој момент ќе има одлагање, во секој момент ќе има пролонгирање на рокот за пријавување на кандидати и тоа беше причината зашто јас го чекав последниот момент. Затоа што последната лага стигна во 12 часот дека се преговара за одлагање на изборите за 15 дена. За да целата работа ми се разбисти кога градоначалникот на Скопје Коце Трајновски ми се јави и ме замоли да пренесам дека тие се подготвени да прифатат одлагање на 7 до 10 дена. На што беше пренесено до највисокиот врв на мојата партија и каде што повторно таму излезе барањето, а што е со тој со условот за еден глас повеќе. Ве молам, тоа ли е главната причина зашто ние не можеме да излеземе на избори?
Дали имаме, па ние ако земеме глас повеќе, Груевски ќе даде избори орок игра. Тоа треба да биде главната причина зашто ние не сме излегле на избори. Какво е тоа оправдување? Какво е тоа небулозно оправдување? И да ве прашам сега уште една работа. Не е скачањето на избори или поставување на услов еден глас плюс и да го прифати, тоа е прашање кое што не може да го прифати актуелната власт, затоа што ако се воведе такво правило за еден глас плюс ако има позиција на локални избори да се распишуваат парламентарни избори, тогаш ние за навек веќе ќе имаме нестабилни влади и секогаш ќе треба да паѓаат влади после локалните избори. Така да такви практики, значи ние поставивме услови кои што не требаше, кои што практично не може да бидат исполнети. Од друга страна, на последниот координативен состанок ние се договоривме да се побара 10 дена одлагање и нормално овој услов што го кажувам на пресконференцијата се каже дека бараме за 28 април, што значи дека не е тоа што се договоравме, мене ми беше јасно дека ние не сакаме да одиме на избори, а не да вршиме работата до крај. Кога слушам вака господине Екимовски, не знам дали сопругата на премиерот Боркица се уште е жител на општина Карпош, не знам премиерот дали е жител на општина Карпош, вака кога слушам, јас сум сигурен дека Груевски би гласал за вас, а не за Јагнела Куновска. После овие избори, господине Екимовски, веќе бидете пуковник или покојник. Се надам дека сте донеле добрата одлука. Јас сум должен еден ваш граѓанин од општина Карпош албанец ме замоли да ви раскажам една анегдота која е многу позната кај албанците. Станува збор за илирската принцеза Теута, која се спрема за војна против Римското царство. Ја предава командантот на незината војска, кој се договара со римјаните, него да остава. Значи тоа вака се вака. Не се извинувам, само више вашите тактики дека Стече предавник. Вие ќе ја докажете. Не. Знаете што се случува? Знаете ли што се случува со тој? Јас моите граѓани овде во Карпош јас не сум ги предал. Значи граѓаните на Карпош се чувствуваа предадени со тоа што некој не им дозволува да избираат. И јас тоа не го дозволив. Нити ги предадов моите вработени, нити пак ги предадов граѓаните на Карпош. Нека извинат. Значи, сите градоначалници што си донеле своји собствени одлуки, ги донеле одлуките и тие се одговорни пред своите граѓани и пред вработените. Не можеме нашите политики што ги водиме да бидат голи политики, чисти филозофии. Политиката е реалноста. Политиката се луѓето. Значи, какви се тие наши политики во кои ние не водиме сметка за луѓето? Па ние во тие општини имаме вработени. Имаме гласачи кои што верно не следеле. Имаме луѓе кои што ги поддржувале нашите политики. Во крајна линија, каде се интересите и на локалната самоуправа? Дали една локална самоуправа ќе оди во правец на прогрес или нема да оди? Оваа наша локална самоуправа е општина која што има најнисок процент на невработеност, која што е едно од најразвиените општини во Република Македонија. И евидентно дека ова општина со начело со мене како раководство, секогаш кога тоа се случува дека има одредени прогреси. А каде е мојата совест да ве прашам? 2003 ја напушти во општина Карпош. 2008 година Андреј Петров ја напушти општина Карпош. И јас сега повторно да ја напуштам општината Карпош. Извинете, ама граѓаните јасно ни кажуваат дека ова општина не сака да ја дадат на ВМРО ДПМН, а ние со сила сакаме да ја дадеме на ВМРО ДПМН. Каде е тука предавството? Тука постои предавство, извинете, значи апсолутно не се сложувам со тоа. Јас само анегдотата не ја докажав. Тој принц кој се договара со римјаните. На крај по ама ставите вака. Ама јас ве слушав 2 минути. Јас ве слушам вас. На крајот римјаните. Значи не сакам да ги прифатам таквите обвинувања. Тоа се се конструкции кои што ме сечат главата и ко трофеј на предавник ја носат во Рим. Вака да ви кажам, значи вака да ви кажам, јас апсолутно не се плашам од сечење на било кој грав. Значи, само во оваа ситуација јас одлучив да се борам. Не дозволив никому како јагне на кланица да ме однесе да ми биде пресечена главата. И у крајна линија сакам да ви кажам дека јас на председателот му соопштив дека ако одлучам да одам на избори, одам. Ако не одам, јас повеќе немам намера да одам по улиците, јас ќе се деплетизирам. И вие боделе на локални избори, добро се одлучите, и вие боделе на локални избори, ако ви кажа пред 1 месец или пред 2 месеци, дека нема да има предварени парламентарни, после тоа тепе има разлика. Не нема господин Екимовски. Има разлика. Тогаш има доволно време за општинските организации да си донесат собствени одлуки. На иста маса во извршниот беа тепани. И вие ќе речете, видите, тоа вашове тепа. Тоа нема врска. Јас им должам на граѓаните на Карпош. Па тие граѓани на Карпош излагаа по скопските, по македонските улици и шета и се бореа против тој недемократски чин. Ние проблемите во парламентот. Вие ги продадовте. Не. Овака, не можеме ние проблемите во парламентот да ги разрешуваме со локални избори. Проблемите во парламентот не се разрешуваат со локални избори. Јас сум длабоко убеден дека ние преку локалните избори требаше да направиме проверка на нашите политики. Ова, тепањето во парламентот, штрајковите,
блокирањето на улици, маршевите и така натаму, можеа на најдобар можен начин да бидат истестирани. Ако ни беше политиката исправна и ако добиевме добри резултати, значи треба да продолжиме, а ако не, тоа значи дека да искоригираме политиката. Али, решавање на парламентарните проблеми што ги имаме во парламентот, кризата во парламентот преку локални избори, тоа апсолутно ја мислам дека никаде во светот не се случи. Тука нека да правиме пауза за реклами, издивнете после интервјуто со Стефчо Јакимовски, после рекламите следува една добро, баш добро интервју со Андре Петров. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. Шеесет години трговијата е нашиот занет. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Во изминатите 7 дена се случат 4 крупни, ама баш крупни политички настани кои имаат своја рефлексија врз политичката ситуација во рамки на македонската опозиција. Како прво, опозицијата опстоја на тој свој став или тврдо стојалиште да не оди на локалните избори. Како второ, еден од највисоките членови во хиерархијата на македонската опозиција Стефчо Јакимовски сепак реши да трча за градоначалничката трка во општина Карпош. Како трето, во 4 интервјуа кои во измината недела ги даде Бранко Церенковски 4 пати најави дека ќе се повлече на мајскиот конгрес на СДСМ и како четврто, македонската опозиција најави поднесување на оставки на пратеничките функции на 42 пратеници како основа да се оди на предвремени парламентарни избори. За тие 4 точки разговараме со Андре Петров. И добро, господине Петров, вие со цел памет бойкотирате локални избори. Да, ние нема да учествуваме на овие избори, бидејќи тоа е мала жртва за демократијата во земјата. Церенковски даде 4 интервјуа изминатава недела, значи до денот, доека го снима ова интервју, има Бранко Церенковски 4 интервјуа дадено и таму се провлекува една теза, вели, ние сме свесни за штетите што ќе ги имаме поради ова одлука за бойкот, но имаме и бенефити. Јас ве прашам, бидејќи никогаш не слушнав, кои се бенефитите, кои се предностите, кој е ќарот на СДСМ што оди на бойкот на локалните избори? СДСМ како партија прво покажа нешто што до сега не го покажала никогаш. Многу луѓе сега ни кажуваат, сега сте вистинска опозиција која држи до својот збор. СДСМ... Кој е бенефит од тебе прашам? Значи, ја реков тебе, ние ги бойкотираме изборите локални. Од тој имаме штети, но тој имаме бенефит. Може ли да го слушнам бенефитот кој е на СДСМ од бойкот на локални избори? Го кажувам кој е бенефитот. Согласно согледувањето на јавното мислење, заострувањето на острицата кај опозицијата и покажувањето на доследност, до некаде и радикалност на своите позиции, бидејќи нема порадикална одлука од бойкот на одредени избори, покажува дека го качува кредибилитетот во јавноста кај луѓето. Значи, вие ги жртвувавте локалните избори, пуштивте низ вода 30.000 луѓе, изгубивте 6 општини сега, а предпоставам некаде 17 до 22 општини што ќе ги добиевте на локални избори, за да го кренете кредибилитетот и острицата на парламентарни избори. Наша обврска е да го порази. Некоректна стратегија на делување. Нашата стратегија, прво, која е нашата цел?
Нашата цел е да го поразиме Никола Груевски, да ја промениме власта. На парламентарни избори. На парламентарни избори. Тоа е основна цел на една опозициона партија. Не може да биде да победи, не знам, во некоја помала општина. Значи сега е 14 час, односно 15 часот и 40 минути, 20 февруари. Значи, црниот понеделник се случува на 24 декември. Да. Никој не ви бранеше на 25 декември да ги поднесете оставките на пратеничките функции. Значи никој не ви бранеше. Не, Сакавте, не сакавте парламентарни избори. Ако ги поднесете на 25-ти, ако председателот на ДИК на 25-ти ја поднесеше оставката, вие денес имавте парламентарни избори заедно со локалните избори. Не е така според она што го збори ВМРО ДПМН, значи тие кажуваат и да поднесат оставки, ние нема да правиме парламентарни избори. Меѓутоа нашата мотивација да ги ВМРО ДПМН вели нема. Дозволете само да вие велите ја зголемувате острицата на напад. Да прашам, ако сакате да зголемите, ама што ќе следи, денес сме 20 февруари, вие требаше на 25 да го направите. Тоа ќе следи и има зошто е тоа така. Значи тоа има своја логика зошто е така направено. Тоа не е за џабе направено. Значи ние на 24 март имаме веќе подпишани оставки кои ќе ги депонираме во собранието. И тука целиот опозиционен фронт, Сојузот за едината е заедно. Тоа морам да ви го кажам. Она што е недвосмислено ясно е дека волјата на сите пратеници е дека тоа ќе го испочитуваат. Дали сите пратеници имаат поднесено оставки? Имаат 41 писмено подпишано. Иван Величковски нема поднесено. Иван Величковски има најавено дека тоа ќе го направи на денот, бидејќи сака тоа лично сигурен сум. Подобро сабота да бевте сигурен дека никој нема да се кандидира од врвот на партијата, се кандидираше Стефчо Екимовски. Сигурен сум и му верувам бидејќи ја испочитува одлуката и не даде листи либералната партија за локалните избори, што е еден голем чекор на кохезија на опозициониот фронт. Јас се сеќам на соопштението, он имаше соопштение дека ќе бидат пасивни на локалните избори. Значи нема да им влијат на членството, а членството е потесната фамилија на Иван Величковски. Децата му се уште малолетни, не може да гласат. Непобитен факт дека не дадоа листи. Значи тоа е непобитен факт. Не може листи да треба да соберат. Ако има 20 луѓе на листа, треба да соберат ама едно 200 подписи. Кај може да ги соберат? Само една додавка. Зошто е датата 24 март? Заради тоа што се до тогаш имат какви такви законски теоретски можности да се изнајде политички договор за излез од оваа криза. Искрено не верувам дека тоа ќе се случи. Кој политички договор? Па вие со човек не можете 4 години, 7 години можете политички договор. Искрено не верувам дека 2 месеци политички договор. Искрено не верувам дека тоа ќе се случи. Искрено не верувам, заради тоа што очигледна е тенденцијата на другата страна, условно, на владачката партија да не респектира, да не почитува ништо, вклучително и базичниот интерес на државата. Меѓутоа, законска можност постои и се до тој момент пред народот, пред меѓународната јавност ние сме обврзани да таа опција држиме отворена. Ама мора да признаете дека шахот лошо го одигравте. 30.000 екзистенции сега поради одлуката за бојкот на изборите ќе бидат доведени во прашање. 30.000 луѓе, не се извинувам. И ви велите ќе одиме на парламентарни избори. Па јас ги гледав анкетите, вие ги имате гледано анкетите. Анкетите сега се 40.000 гласа или нешто помалку со 40.000 гласа предност за ВМРО ДПМН. Анкетите пред парламентарните 2011 година беа некаде 1,6 према 1 во корист на ВМРО, што некаде помеѓу 100 и 120.000 гласови разлика, па дојде до 50.000 гласови разлика. Со 37.000 гласови разлика кој што е на анкетите, на 3.000 испитаници, теренска анкета. Вие бевте апсолутно фаворити барем во 20 до 22 општини. Да, под услов да бидат фери демократски изборите, што не може да бидат на овој начин на кој се спроведуваат. И второ, тоа важи за парламентарни избори, не за локални избори, зашто кај локалните избори изборот на градоначалници е на мнозински систем и тука особено влијаат механизмите на злоупотреба на власт. Добро, господине Петров. Значи за секретар на партија која 2011 година не поднесе ниту една жалба на изборниот процес, ниту една жалба. Апсолутно, заради тоа што немаше зошто да се поднесе жалба на изборниот ден. Вие велите нема да бидат фер и демократски изборите. Што не поднесовте 50 жалби на изборниот процес. Немаше потреба никаква. Па нели вие ги определувавте тие чувари на победата? Кај се тие чувари на победата 2011 година за да може да поднесат одредена жалба? Немаше никаква потреба да се поднесе жалба на изборниот процес заради тоа што изборниот ден беше мирен. Меѓутоа изборниот амбиент пред изборите беше целосно нефер. Тоа е констатирано и од ОПСЕ и од ИХР, но тоа нема никаква врска со изборниот ден, односно со случувањата за кои може да поднесе жалба избирачкиот одбор. И добро. СДСМ ги призна изборните резултати и покрај тоа што кажуваме, тврдиме, тоа е констатација на наблюдувачите дека целиот амбиент, злоупотребата на власта беше евидентна
и дека тоа е нешто што на првите следни избори ние не смееме да го дозволиме. Горет, еве целосно да сте управо. Еве целосно да се согласам дека сте во право. Значи имате два неуспешни пописи. Па имате гласање на измени во избирачкиот закон, избирачките закони или избирачката легислатива и вие не реагирате. Па тогаш да направевте бојкот, до сега бе 15 пати решено сите тие проблеми. Тоа што беше многу полегитимно да ги бојкотирате сите можни избори. Вие сега, поради политичката криза, која е еклатантна, тој црн понеделник се нема случајно во Македонија изминатите 50 години. Се нема случајно на Балкан. Во Европа случајно. Се нема случајно. Кој е пенал? Значи кој е класичен пенал за опозицијата? И бе веќе пола од граѓаните, па ако не и повеќе, не говорат за политичката криза на 24-то, говорат за бојкотот на опозицијата. Да, затоа што тие две работи се поврзани една со друга. Имавте 500 поени и шанси повеќе да шутирате пенал, отколку вака да ги бојкотирате локалните избори. Сам да кажам, апсолутно, не е одговорно према луѓето кои живеат во таа локална средина. Тоа е многу средина. одговорност према државата, многу одговорност према граѓаните на Македонија, заради тоа што не можат луѓето кои живеат во тие средини со целосната почит и на нивните работи и на сето тоа да бидат приоритет пред интересите на 2 милиони граѓани. Значи, луѓето вака се ставени пред еден сериозен избор. Сите оние што ќе излезат на избори треба да ја поддржат оваа власт на Никола Груевски, бидејќи за луѓето и во Струмица и во Карпош. Добро, го знаете. Е важно кој ќе ја води општината, меѓутоа уште поважно е во каква држава живее. Го знаете Никола Груевски 7 години. Да. Че гледате колку митинзи, колку работни лета, колку штрајкови, колку протести, колку улични немири, колку промоции од 2009 кога дојде Бранко Црнковски на чело на СДСМ се направени. И тоа има свој ефект. Пари се потрошени. Има свој ефект. Значи пари. Значи груба математика да направиме, помеѓу 2 и 3 милиони евра се најмалку потрошени за таквиот начин на политичко делување. Значи, со таа сума не би се сложил тука, меѓутоа е направен многу напор да се еден голем митинг вас не чини по 200.000 евра, за да бидеме реални. Значи по 200.000 евра. И вие на крај бојкотирате избори, видите вака. Океј, ги бојкотираме локалните избори, пуштаме 30.000 луѓе, бидејќи тие треба да се жртвува за 450.000 луѓе, ама тоа ќе не зголеми острицата на парламентарните избори што ќе се случат. Значи проценувате дека има парламентарни избори. Пак зборуваме која е клучната цел. Клучната цел на СДСМ не е да биде мала маргинална политичка партија која ќе обстојува со 3-4 енклави што ќе ги освои, кои ВМРО ДПМН свесно ќе ги остави и по начинот на избор на кандидатите да гледате во некои општини и да фингира опозиција во земјата. Клучната цел на СДСМ е да го порази Никола Груевски, да ја смени политиката на ВМРО, а тоа се прави на парламентарни избори. Клучната цел на СДСМ е да го прикаже Никола Груевски кој има лош реч. И мене тоа ми е јасно. Кога 2011 година не поднесовте ниту една жалба, вие не можете да кажете дека Никола Груевски е злоупотребил волјата на граѓаните. Затоа изминатиот период велевте и Милошевиќ победил на 10 избори на фер и легитимен начин, но тоа не значи дека добро водел Србија. Тоа што вие сакате да го направите со локалните избори, тоа е јасно да ви он се гледа, да покажете дека Никола Груевски е Слободан Милошевиќ, затоа СДСМ и не оди на локални избори, бидејќи ако сакаше СДСМ, ќе имаше во пакет и локални и парламентари, тоа цело време го кажам. Ако на 25 декември, ако на 25 декември ја поднесот оставки на пратеничките функции, на 24 март, пред Трајко да ги распише таму на 6-7 јанари, вие ќе имавте во пакет и парламентарни локални. Тоа се обидам цело време да го кажам. Не, грешна ви е тезата, еве разбирам, тезата ви е погрешна, дозволете и ќе ви кажам, ние сме анализирале работа зашто е погрешна, заради тоа што одењето на локални избори како ништо да не е, и создавањето на привид на нормалност практично покажува можеш да ги газиш пратениците, да ги тепаш, можеш да ги тепаш новинарите, можеш да го тепаш народот и ако ти отидат на локални избори, после тоа можеш и некој на улица да убиеш и пак ништо нема да биде. Што е проблемот? Ние побаравме заедно локални и парламентарни избори уште на 25. Проблемот е што веднаш истиот ден добивме одговор дека владеачките партии двете дека тие се против тоа и независно дали опозицијата ќе ги даде оставките во парламентот, тоа нема да се случи. Ако правите бојкот, правите тотален бојкот. Ама не дозволете сега што ние правиме тотален бојкот. Подобро вие го трнавте Александар Наумовски, ако не се лажам, се каше председателот на ДИК 2011 година, сега е 20 февруари уште Кондарко си е председател, Виолета Дума си уште член на Државна изборна комисија. Што сакам да ви кажам нешто што тој бојкот важи за сите. Има нешто што јавноста не може доволно да го знае, меѓутоа заслужува да знае некои поенти. Во целиот овој период се правеа обиди, различни, да се изнајде решение од политичката криза во која западна земјата. Тоа без пратеници во парламентот не можете да го спроведете. Пратениците во парламентот ви се алатка
како да се одблокира политичкиот процес доколку има политичка волја од другата страна. Ако нема, на 24 ќе дојде, оставките се подпишани. И вие велите вака. Океј, значи крај на цела да се делегитимира Никола Груевски. Да се порази политиката на парламентарни избори на Никола Груевски и на крај петокот, значи еден ден пред објавување на советничките листи или кандидатурите за градоначалници, Црнковски дава предлог кој се состои во 2 или во 3 точки. Една од тие точки е народот да одлучи дали сака да има предвреме или не сака да има предвреме. Што е поферо тоа народот да одлучи? Па не се работи тука за пофер, него сами си ја рушите стратегијата. Ако велите не одиме на локални избори бидејќи ќе не тепат по улици, ќе ни прават ова, ќе ни прават она, како тогаш кој е на локални избори за народот да одлучи дали легитимитетот ќе го даде на вас или Никола Груевски? Мислам, правите еден шах кај што сами едни од други фигурите се рушат и паѓаат. Многу логичен и многу консеквентен чекор, ќе ви кажам зошто. Заради тоа што тоа не го исклучува одржувањето на парламентарни избори, бидејќи ние сме убедени дека ќе освоиме глас повеќе од ВМРО-ДПМН. И тоа беше еден достоинствен начин за Никола Груевски да се извлече од целата таа работа. Мислам дека беше достоинствен за вас повеќе од за Никола Груевски. И за нас начин како да влеземе во избори, бидејќи ние сме убедени дека ќе освоиме на советничките листи повеќе гласови од Никола Груевски. Како сте убедени дека ќе освоите? Заре што не прифати дека ако освоиме повеќе гласови ќе имаме предвидени парламентарни избори? Кој вас ќе го земеше легитимитетот ако имавте еден глас повеќе на советнички листи да не побаравте предвремени избори? Знаете што е клучно? Па со еден глас повеќе на советнички листи, па вие се шетевте ко цар Лазар и царица Милица тука по скопските улици. Има друг проблем тука. Ако отидете на локални избори, сте надвор од парламентот, после она голема срамота за државата и брутално кршење на уставот, како ништо да не се десило, вие покажувате дека немате почит спрема ништо, дури не спрема својата главна ориентација, а тврдите дека демократијата во државата е загрозена. Тезата која некој ја заговара, а која е сосема погрешна, ајде пратениците нека поднесат оставки, ама да одиме на локални избори, е погрешна, заради тоа што тоа е она што му одговара на Никола Груевски. Ако пратениците поднесу оставки, значи имаме класичен бојкот на институциите. Тогаш не Филе, тогаш Обама ќе доеше да решава кризата во Македонија, се извинувам. Ајде да направиме една политичка анализа, пошто влеговте во политички анализи. На 25 март на Сабајле се будите и СДСМ нема ниту една локална власт во Република Македонија. Тоа е цирка 30 до 40 илјади луѓе кои ќе бидат исплашени за својата екзистенција. Вие ги знаете тие бројки. Значи некаде во Струмица се 5,5 илјади луѓе работели. Предимензионирана е таа бројка. Во Карпош 3 до 4 илјади луѓе се. За Карпош можам конкретно ви кажам, не се 3.000 луѓе, не се повеќе од 500 луѓе вработени. Што работат, што гравитира? Значи а Струмица бројката е, ако ги сметате и приватните компании, говорам јас кои се блиски, кои работат, тогаш можеме да зборуваме со власта. Може да ме праша нешто, зошто би ги избркал некој? Не. Зошто би ги избркал Никола Груевски во демократска земја? Луѓето кои работат и честно си заработат. Ама јас обидам тоа да го кажам. Значи прво 30 од 40 илјади луѓе се исплашени за својата екзистенција. Пола од нив ќе ви се јават и ќе гласат на локални избори. Значи пола од нив ви гарантирам дека ќе се јават. Пола од нив да се ама апсолутно, луѓето ќе почитуваат одлуката на партијата. Видовме колку ќе се јават и ќе речат моравме, знаете, ако не излезевме да гласаме, немаше да ќе знае дека сме СДСМ, да се задржат местата, пола од тие луѓе гласат. Пола од тие луѓе да ги задржат своите места, ќе бидат во таа нова опозициона партија која сигурно ќе ја формира Никола Груевски. Ќе ви ја формира таа нова опозициона партија. Таа нова опозициона партија ќе ви тежи 30 до 40. Ако Тито ви теше 56.000 гласови, оваква атмосфера, таа нова опозициона партија ќе ви тежи 40 до 50.000 гласови. Значи, таа нова опозициона партија, која и да биде, не може да се создаде, зашто опозиција не се создава со декрет. Опозиција создадена со декрет, окторирана од страна на власт, не може да профункционира. Ние не сме сами во оваа битка. СДСМ е најголема, има 17 политички партии кои не поднесоа листи на овие избори. Знаете колкав багаж е тоа за власта. Не може да тврди никој дека во Македонија има легални избори, легитимни, а да имате цела опозиција со 18 партии надвор од изборниот процес. Тоа е невозможно и тоа сите го знаат. Го знае и Никола Груевски. И тој го знае тоа. Не е тој наивен. Петров, тука ќе имаме две слики после 25. И во зависност од која слика ќе победи, така ќе се разреши политичката криза во рамки на Република Македонија. Првата слика е дека ќе има големо незадоволство во СДСМ од бојкотот на локалните избори. Ќе преживее СДСМ, дека не ни се секираат многу од власт. Тоа е едната слика. Веројатно таа слика ќе е турка работа кон формирање на една нова опозициона партија.
Значи, вие покажавте изминатиот период дека се плашите од опозициона партија која да, па затоа 2011 година во Манасиевски после сите тие тепања на измени магаре му понудивте 4 добитни втори места од прва до 5 изборна единица. Они го одбија да прифатат. И пропадна од тоа. Не е проблем. Значи, ова партија ќе ја формират вака или онака. Таа партија ќе тежи меѓу 40 и 50 лига. Значи, тоа е првата слика. Втората слика е дека Никола Груевски е апсолутно Слободан Милошевиќ и апсолутно спровел карикатура од локални избори. И тоа не можеме да не го, значи нема околу тоа што да дебатираме, значи јас се согласувам дека ќе бидат карикатура од локални избори, дека ќе бидат недемократски, дека ќе биде Милошевиќ, значи тоа ми е свесно. И тоа ќе се двете слики на масата. Во зависност дали сликата за Никола Груевски кој Слободан Милошевиќ ќе донеси повеќе бенефит на СДСМ од сликата дека има незадоволство во СДСМ ќе се направи нова опозициона партија, ќе зависи дали ќе имате промена по мене на лидерското место во рамки на партијата. Значи вака се. Прво, ако сакате веќе пошто влеговме во политичка анализа, ќе има тројца губитници од целата таа работа. Едниот губитник со минимална лузна што ќе се извлече од сето ова е СДСМ, со целостен респект на сето она што ќе се случува во градовите кои ја губиме власт. И можноста некој да проба да формира некаква сателитска опозиција која ќе биде, јас ви кажувам, Миса Боршан. Значи нема да ќе биде пропаднат проект. Вториот губитник, многу поголем од нас, ќе биде Никола Груевски, кој ќе дојде во диктаторска позиција, без опозиција во парламент и без опозиција која учествува на локални избори и без перспективи за земјата нешто да реши. Меѓутоа, третиот и најголем губитник ќе бидат граѓаните на Република Македонија, бидејќи таквата слика ќе ја радикализира, ќе ја продлабочи кризата, ќе ги закопа шансите на граѓаните и на државата за европските и за НАТО интеграциите и со тоа во краток период, не во долг период, ќе го доведе во ризик и обстанокот на земјата, меѓутоа за сето тоа најголема одговорност има оној што ја води државата, а тој е премиерот на државата. Видите, господине Петров, Никола Груевски покажа колку е слаб. Кога вие прифаќате во ваква ситуација Тала Џефери да биде министер за одбрана, човекот кој е персонификација на сите тие барања околу законот за бранители и сето оно што се случуваше во парламентот, вие покажувате колку сте политички слаб. И значи ние не можеме да не анализираме дека Никола Груевски ќе излезе политички ослабен од целата оваа ситуација. И тоа е факт. Дека ќе има карикатура од локални избори, тоа е факт. Дека граѓанството, електоратот тој ќе доживува како одредена недемократија, класична, тешка, силна, и тоа е факт. Проблемот е што ќе биде бенефитот и штетата од тие два процеси. Дали Никола Груевски ќе има помал пат на рейтингот и на гласачите во споредба што може да направи нова опозициона партија која вас ќе ви земи. Тоа се да ми кажа. Нема, бенефитот ќе биде секако, мислам, зијанот ќе биде за сите, меѓутоа најголемиот ќе биде за Никола Груевски кој во такви услови следните парламентарни избори ќе ги изгуби катастрофално. Значи, заради тоа што и сега ситуацијата во овој момент опозицијата би можела да победи во услови кога нема да биде во институциите. Кој ќе му биде крив, Бранко, за ситуацијата во државата? Ако се такви математиките, ако сте сигурни во победа, еве да речеме оправдано што ноите на локални избори, ако сте сигурни во победа. Значи 4 пати изминатите 7 дена вашиот лидер вели дека на мајскиот конгрес нема да бара нов мандат. Како командантот, не се извинувам, како значи командантот ќе му објасни на те 30.000 луѓе, че екзистенција ќе биде загрозена од бојкотот на локалните избори, дека во мајка се повлечи. Видите, кој е тоа политичка неодговорност? Вие ќе се повлакате, а викате на луѓето, сега ќе го радикализираме. И на 2 месеци го радикализирате отпорот и 200 коли не може да соберете на скопските улици. Видите, Бранко е чесен човек и ја неговата лична димензија ја разбирам. Меѓутоа, тој има најголема одговорност во моментот. Предводи една војска, една армија од луѓе кои тргнаа по него. Ја обедини целата опозиција и апсолутно нема право. Ви го кажувам тоа без разлика на неговата лична волја. Нема право да се повлече. Заради тоа што амбиентот во државата е таков. Ако сакате и расположението и во партијата и во целата опозиција. Довербата во него е толку голема. Нема да му дозволиме да се повлече, како да ви кажам. Дозволете дека тоа е мое лично мислење, не е партиско, меѓутоа тоа е мислење на многу мои соборци. Како ќе му објасните на Струмичани, на Зоран Заев, нека Бранко Сенековски нема да се повлече, човекот направи најголема жртва, ја остави Струмица во која шетајки ќе поминеше на локалните избори и тоа убедливо ќе победеше. 5000 луѓе, 5000 фамилии остава без сигурна екзистенција, очекува дека ќе биде председател на партијата, бидејќи изјавите кои ги дава изминативе 2 недели, 3 недели, атмосферата која се прави, го најавува тоа дека он очекува да биде сигурен лидер на партијата. Велите Бранко ќе остане сега. Значи јас ви кажам една работа. Колку луѓе ќе бидат разочарани од една таква одлука? Ние имаме цел. Сме тргнале кон таа цел со отпорот низ земјата. Предводник на тој отпор и синоним на тој отпор е Бранко Црвенковски. Нема ни теоретски шанси да се создаде истиот амбиент со било кој друг во моментот. И тоа ви го тврдам.
го почитувам многу Зоран Заев. Меѓутоа тој заедно со мене е еден од најблиските соработници на Бранко Црвенковски. Заедно сме, тим сме. Играме заедно. Тоа што сега во моментот се гледа како некоја жртва голема, сме биле во ситуација и ние да жртвуваме сигурна добитна позиција, некогаш во интерес на нешто друго. Значи, затоа сме тргнале по овој пат, одлучни сме, ќе го поразиме Никола Груевски ако сме заедно и нема тука простор за премногу личен да биде човек во целата таа работа. Значи, ја можам да го разберам и председателот на партијата, можам да го разберам и подпредседателот на партијата, значи и Црвенковски и Заев во целата таа контекст кој вие го кажувате, меѓутоа наш лидер на опозицијата е Црвенковски, ние сите заедно тука сме едни од водечките луѓе во опозицијата, бетон сме заедно, значи и заедно ќе истуркаме работата до крај. Постојат две крупни слики кои ќе бидат судрени на политичката сцена во наредните неколку месеци од почеток вече. Од зависност која слика ќе победи, ќе зависи што ќе се случува во врвот на македонската опозиција, дали Бранко Црвенковски ќе опстои на таа своја одлука да се повлече на мајскиот конгрес или ќе доби уште еден мандат да ја води СДСМ во наредните 2 или 4 години. Првата слика која ќе се обиде да створи македонската опозиција дека ова е карикатура од локални избори, дека тоа де факто значи газење на македонската демократија и тоа на еден среден рок значи сигурен политички пораз на Никола Груевски. Втората слика која ќе се обиде да ја наметне македонската власт е тоа дека македонската опозиција се растура, дека од ден на ден е поголем бројот на луѓето кои се незадоволни од политиката на Бранко Црвенковски за бојкот на локалните избори и во тој судир на тие две крупни политички слики ќе зависи или ќе биде разрешена политичката криза во рамки на Република Македонија. На крај крајшта да се вратиме на ситуацијата, играме тимски заедно, дури да направи некој жртва во одреден период, главната цел е СДСМ да дојде на власт. СДСМ нема да биде минорна политичка партија која ќе биде спотерна во МРДПМ. Ви го тврдам тоа. СДСМ предводена од ова раководство од Црвенковски ќе го победи Груевски. Добро, господине Петров, Црвенковски ќе реши да опстои на својата определба да се повлечи на мајскиот конгрес. Че вие ќе треба да остани, може би многу голем дел. Нема да му дозволиме како тоа ќе Не знам се опстане. како. Нема да му дозволиме. На пример, човекот 5 пати вели јас ќе се повлечам. Тој е чесен и личен чин, затоа што му се качи на глава сите оние кои немаат право, зашто не го бараат од Никола Груевски тоа. Добро, зашто има победувано изминатите 7 години. Па има катастрофално изгубено од Црвенковски во 2002 година, 13-4 Бранко го победи во единица. Груевски беше носител на ВМРО-ДПМ, Црвенковски на СДСМ. Изгуби на председателски избори Керев исто така, зашто не се повлече? Ако веќе ја правите таа логика, таму се повлече Лупчо Ѓоргиевски 2003 година, бидејќи тој ги изгуби изборите. 2004 зашто не се повлече? На председателски избори која Бранко победи СДСМ и Бранко стана председател. Ако веќе ја влечиме таа со 2004 година, сметам дека тука е една од грешките на СДСМ. Ако вие направивте таа 2004 година предвремени парламентарни избори во пакет со председателските, ќе беше завршена политичка кариера на Груевски, но значи Црвенковски реши да опстои на својата определба да се повлече од партијата. Нема да му дозволиме да се повлече, како да ви кажам. Како нема да дозволите да го сака да се повлече? Нема да му дозволиме да се повлече. Тоа е ја го сваќам, тој е негов чин. Ви кажа, како човек е честен, он има образ и не може да го на некој начин да има различни аршини спрема тоа што го кажал. Но ние сме тргнале во битка. Сме тргнале во битка кај што сме ставиле се внатре во таа битка за да ја вратиме демократијата во Македонија. Значи теоретски не постои шанси да има нов лидер. Види, ја не можам да исклучам што се може. Меѓутоа јас го кажувам не моето лично мислење, ви го кажувам мислењето на огромен број луѓе во Македонија кои искрено и од срце веруваат во тоа. Еве теоретски да земе таа можност дека се повлече. Значи остава на својот наследник теоретски. Партија без локална власт, партија која ќе ја чекат брзи предвремени парламентарни избори, ако обстоите на определбата 42 пратеника минус Ивон Величковски. Ивон ќе даде. Да, значи еве и да даде или да не даде не е важно. Значи ќе ја чекат брзи парламентарни избори, можно формирање на нова опозициона партија, можно велам, ако се зигра поинаку шахот може да не биде, но еве да земе таа варијанта можно формирање на нова опозициона партија и председателски избори идната година, кај што едва ќе најде кандидат за председател на државата. Кај што едва ќе најде, еве Фрчко е 2009 Фрчко на 200.000 гласови со Гюнер шеф на изборен штаб, најнисок резултат по историја на СДСМ. Значи еве ги четирите ситуации кои се на теренот. Значи, тоа ќе го наследи новиот председател, условно речено, и Бранко Црвенковски кој ги има сите комуникации со финансиерите на партијата. Значи, ако Бранко опстои на својата теза да се повлечи, новиот председател, тоа ќе го чека на чело на СДСМ. Значи, јас што сакам да ви кажам, ние создадавме од 200.000 гласа. Партијата ја дигнавме на 370.000, како опозиција освоивме 450.000, скоро на
последните парламентарни избори. Сега се сите тие гласови заедно со нас. Значи повеќе од известно е дека ќе ги добиеме следните парламентарни избори ако не направиме некоја глупост, што ќе значи некакви поголеми турбуленции на политичката сцена, особено во водството на целата таа работа. Заради сето тоа, нормално е сите да покажат една свест дека овој период треба да се издржи, дека сме влегле во одредена варијанта и таа варијанта треба да ја завршиме до крај. Ние не сме тука за да погодуваме на суетите на одредени луѓе, па дали некој ќе се навреди, па дали некој ќе извиси или не знам што ќе направи. Ако сте сигурни дека победите, тога сигурно Цренковски ќе остане начело на партијата. Сигурен сум дека ќе победи. Ако сте не сигурни дека ќе победите, тога Цренковски ќе се замени или ќе треба да правите нова политичка математика, да барате нов лидер и да барате други политички комбинации. Но за да бидете сигурни дека ќе победите на следните избори, вие веројатно ќе треба сите овие кои ги исклучувавте. И тоа личи на карактерот на Бранковце. Сите овие кои ги исклучувавте, Бучковски, Бузлевски, па дури може и овој Стефчо Јакимовски, ќе има да ги вратите назад. Нема никој. Да, ако ќе ви излезе на 25 март, ако одлучи да остане начело на партијата, ако излезе на 25 март или на 25 април Бранковце, некој си ќе рече, знаете, така со една холивудска драматика во гласот. Знаете, кога јас можев да голтнам, да коалицирам со Лјупчо Ѓоргиевски после све што е кажано. Зашто да не можеме да коалицираме со Бучковски, со Бузлевски, со Стефчо Јакимовски? Ќе почне се гушкате после кона македонска свадба. Не е воопшто исто тоа. Има да биде на феличита атмосфера максимална. Ако реши да остане, ако не реши да остане, тоа ќе биде распалјотка тотална. Дури и за брак од интерес треба да има одредени принципи. Значи дури да има интерес. Што принципи има помеѓу Бранко и Лјупчо Ѓоргиевски? Има принцип. Па што не се нарекува едно со друго? Има принцип заедничките идеи како треба државата да изгледа. И чувството дека оваа власт е недемократска. Добро, Стефчо има исти принципи како да изгледа државата, ама само за фотелијата на Карпош. Имате одредени делени. Тоа е многу различно. Значи има три работи за кои ние имаме многу разлики со Лјупчо Ѓоргиевски. Ама имаме три работи за кои се согласуваме. Демократијата во земјата, економијата во земјата која е уназадена и интеграциите во земјата кои се во тотален застој. И со Бучковски имате исти. Тоа е се исто. И со Бучковски имате исти стави по тие три прашања. Тука има голема разлика. Еден околу правосудниот систем не се согласувате, дали ќе биде суден или нема да биде, дека по овие три прашања имате исти стави. Има голема разлика помеѓу овие што ги спомнате личности, бидејќи тие биле дел од СДСМ. Значи од СДСМ добиле се. Добиле по неколку мандати градоначалнички, добиле по неколку мандати министерски, добиле премиерски мандати, добиле највисоки функции во партијата. СДСМ направил за нив многу повеќе отколку тие што направиле за СДСМ. Заради сето тоа, СДСМ не може да коалицира со предавство во сопствените редови. Може да коалицира со политички противници кои му биле порано. Дури и остри политички противници, борејќи се за заеднички вредности. Ама оние кои во клучниот момент, кога ни е најтешко, ни го забиле ножот во грб, ја ви тврдам дека никогаш нема повторно да бидат дел од СДСМ. Сигурен се дека Бранко Цренковски нема да каже на Централен одбор, знаете, времето е такво, па и Еско Ракич ви удри нож во грб кој беше најтешко, па вие излеговте, мислам да Тоа што тие го направи Еско никогаш не го направи. Еве да ви кажам зашто беше со него. Се извинувам, 2009 година Еско беше противник на СДСМ и 2008 година на предедните парламентарни избори. Да, меѓутоа кај Еско, да бидам чесен, претходно партијата го исклучи поради различни програмски некои работи за кои тој покажа разидување со партијата во однос на едно или две законски решенија, што е неисправен чин. Добро, истите ги исклучи, па го врати Ја признаваме грешката и ние со одлуката на Централниот одбор сме констатирале дека тоа е неисправен чин. Тоа во одлуката стои дека со оваа одлука со која тој се враќа во Централниот одбор, ние сме признале дека исклучувањето на човек заради програмско размислување. Овде не се работи за програмско размислување, се работи за одирање со чекан директно во СДСМ за излегување на независна листа додека си човек во СДСМ. Јас само се обидам да ви кажам да не да такви категорични изјави, бидејќи Бранко рекол, Бранко одрекол, ако остане лидер на партија, тама некој 25 март или 25 април ќе ви речи, знаете, многу е пожелно да го вратиме Владо Бучковски и Бузлевски назад во партијата, бидејќи така ќе ни бидат сигурни шанси да победа на парламент. Па добро, еви на овој неизмени магари му нудевте 2011 4 добитни места. Бранко претходно го направи министер за одбрана, го зема у советот за председател на државата. Тоа е друг политички субјект кој изборите ЛДП. Значи тие направија катастрофална грешка. Тогаш Бучко и Бузлека направат нов политички субјект и ги вратите. Ама тоа се луѓе кои од СДСМ кои му било најтешко,
направиле независни листи. Добро, за Тито да Петкоски го не е до вас на маршовите? Со Тито Кој он излезе исто од СДС, но се направи политичка партија, го вративте 4 фикс мандати, и него Горан Мисовски прв до Бранко на сите маршови. И Горан Мисовски е еден од најдобрите пратеници кои ги има опозицијата во парламентот. Горан, како го вратите? Тито ќе си ги вратите овие? Сакам да ви истакнам дека прво Бучковски на конгресот кој го имавме, многу добро се сеќавам во универзална сала или некоја промоција, прво тој истакна Тито Петковски е предавник. Значи и после тоа следеше излегувањето на Тито Петковски. Значи сакам да ви кажам, се работи за разлика за односот на поединци кои се во СДСМ, добиле се од СДСМ и кои најтешко излегуваат, и за политички субјекти со кои сме биле спротивставени и ги агрегираме во оваа широка опозиција која создадовме. Тоа е многу различно и тоа е продукт, верувајте ми, пред се, на политичкиот габарит на Црвенковски. Не само што освоивме повеќе гласови на изборите, го зголемивме капацитетот на опозицијата, што е нешто што по мене најголема вредност. Сега го исклучувате Стефчо Екимовски, и јас апсолутно се согласувам со тоа. Тоа он сам се исклучил, постатото сам се исклучил. Такво предавство во минуто 12 на човек кој до пред 1 или 2 години се сметаше како еден од иконите на опозицијата, подури многу го смета како можен наследник на Бранко Црвенковски, како можен мандатар на владата во сенка на СДСМ. Реално во еден временски период Стефчо Екимовски беше втор, трет по сила играч во хиерархијата на СДСМ. Биле нереални очекувања, ама добро, мислам. Збориме за перцепцијата, можеби да било перцепција или нереални очекувања. Дворед. Стефчо Екимовски излега во минут до 12 и вие го исклучувате, јас сметам дека апсолутно оправдано. Но видите, овој Милетич останува во коалицијата што му дал печат. Имавте соопштение дека случајно му го позајмил печатот, човекот рече јас сум, видите, многу сериозен политичар, бил 23 години политичар, бил 23 години лидер на партија и нема случајно позајмување на печат, туку намерно го дал. Видите, Фијат Цановски си става тамо во Маврове Ростуше одредена советничка листа. Овој Зевзекманија од ЛП партијава Иван Величковски на 24 ќе поднесе, може нема да поднесе, а во соопштението вели ние ќе бидеме пасивни, ништо на нашите членови нема да им кажуваме, дали ќе гласат, нема да гласат на изборите, тоа е нивно законско и граѓанско право. Што ги држите во коалиција? Ако сте толку принципиелни. Што ги избркат од коалиција Милетич? Што ги избркат од коалиција Фијат Цановски? Што е различно од тоа што го направи Стефчо? Многу е различно и ќе ви објаснам што е различно. Има голема разлика помеѓу она што го направија индивидуално некои членови на СДСМ и овие политички партии. Веќе ви кажам што е таа разлика. Тие со самото поднесување на независна листа, конкретно ме прашавте за Стефчо Екимовски, немам ја ништо против него лично. Меѓутоа јас сум должен тука да ги бранам интересите на СДСМ од позицијата која имам во партијата. Нашиот статут кажува дека некој кога ќе отиде на лист на Српска напредна странка, сега како што е случајот во Карпош, по автоматизам се исклучува од партијата бидејќи тоа го направил без согласност на партијата. Значи тоа е работа која е јасна. Исто тоа е и со кандидатурата на Бузлевски за независен кандидат во РЕС. Тоа автоматски само од себе се исклучува од партијата со чинот кој го направил спротивно интереси на партијата. Коалицијата со Српска напредна странка, дали ќе расправи? Еве сега ќе ви кажам, ти има соопштение дека жалат за тоа што се случило и така натаму. Стефче жали? Имаше соопштение и од страна на ПЕИ дека поради спецификите на Маврово и Ростуше, реално таму има некои специфики на терен, меѓутоа ние тие работи ќе ги разгледаме, нив не може да ги исклучи СДСМ, ќе ги разгледаме на ниво на опозициониот фронт, на Сојузот за единината, ќе имаме Сојузот за единината своја средба во блиско време, уште во текот на оваа недела некаде, и ќе одлучиме што ќе правиме во однос на тие прашања. Тоа е нешто што можам да ви го кажам. Мислам дека нивната желба да останат во опозицијата е добра, меѓутоа непринципиелноста е нешто што овој СДСМ кој е предводник на Сојузот за единината никогаш нема да го трпи. Што е клучниот проблем и клучната причина за тешко одржување на вакви политички коалиции како што е македонската здружена опозиција? Бидејќи тие политички коалиции најдобро функционираат во услови на известни предвремени парламентарни избори. Поради тие причини беше растурена таа здружена македонска-албанска коалиција помеѓу Бранко Црвенковски и Мендух Тачи и како второ, вакви широки коалиции составени некаде од 20 на партии многу тешко може да функционираат во пресрет на локални избори. Затоа за да може да ја запакува или да ја захефта таа коалиција на Бранко Црвенковски биде неопходно да ја држи отворена таа тема за предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Вие апсолутно ќе го спробоите добро моделот Никола Груевски да биде прикажен како Слободан Милошевич. И нема подобро сценарио тоа да го натерате да оди на таква карикатура од локални избори. И тоа е од аспект на една крупна слика апсолутно добар модел. Јас нелам дека не е така. Поентата е кои ќе бидат бенефитите за партијата.
Ако сте вие сигурни дека ќе победите на следните парламентарни избори, тогаш веројатно ќе ви се исплати таа политика и таа стратегија. Ако не бидете сигурни дека ќе победите на следните парламентарни, и ако нема следни парламентарни избори, тогаш не сум сигурен дека партијата шак била добро одиграна. Ај уште една работа многу искрено. СДСМ како партија не е создаден да мисли што им е добро на 100 луѓе, на 500 луѓе, на 1000 луѓе, на 3000 луѓе, како што мислите вие. СДСМ како партија е создадена пред се да мисли што е добро за државата, за Македонија, за граѓаните на Република Македонија, и тоа е нашата голема разлика од ВМРО-ДПМН, автентична разлика. Добро, не сте помислеле во еден момент дека не е ваша задача да спасувате партијата, ваша задача да победите на изборите, дека тие 370.000 гласачи не очекуваат од вас постојано 20 години да ја спасувате државата. Па дајте ви ке тргнете се, не ја спасувате државата, победите на едни избори. Ќе победиме на избори и ќе ја спасиме државата. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Шеесет години трговијата е нашиот занет. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Ова беше емисијата во центарот, сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.